Македонија да добие од Бехтел и ЕНК повеќе километри автопат од тоа што е договорено. Ова го најави како негова главна заложба новиот министер за транспорт Александар Николовски. Според него договорот не може да се раскине, бидејќи со тоа би пропаднале веќе платените 240 милиони евра за подготвителни работи од претходната влада, а компанијата можело и да тужи за неисполнување на договореното. Тој претходно најави дека информациите за спорниот договор вреден 1 милиарда и 300 милиони евра ќе станат јавни, но за тоа треба согласност од двете страни, па зелено светло требало да даде Бехтел и ЕНК. И мислам дека ќе биде недомаќински однос кон македонскиот буџет, ако сакате и душмански, да јас сега го прекинам договорот, а тие средства да се веќе кај изведувачот и нормално не може да се вратат. Изведувачот може и да тужи, и да побара арбитража и веројатно да платиме уште толку и да отидат половина милиарда евра средства на македонските граѓани, а да немаме ни километар автопат. Тоа што мислам дека е правилен пристап е да се бориме со нив, да добиеме што повеќе километри автопат, што побрзо изведен во Македонија. За проблематичниот автопат Кичево-Охрид, кој се гради 10 години, Николовски вели дека ќе се изгради во ветениот рок до крајот на 2026 година. Алармира дека проектот е многу специфичен и има многу недостатоци кои треба да се елиминираат, но е уверен дека сите градежни работи ќе финишираат на време. Има бројни проблеми. Ние ги детектираме во моментов. Дел се поврзани со експроприација, дел се поврзани со проектирање на косини, дел се поврзани со објекти кои што се на самата траса, пред се бензински пумпи, кои што треба да се дислоцираат, а се на самата траса. И она што можам да ви кажам е дека како ќе правиме, ветувањето кое што го дадовме дека до крајот на 2026 година ќе има функционален автопат, тоа го напишавме во нашата програма, ќе го реализираме. Проблемите кои никако да престанат се поврзани со изградбата на автопатот Кичево-Охрид, според деканот на градежниот факултет покажуваат дека на проектирањето на вакви крупни инфраструктурни проекти треба повеќе да се внимава и подолго да се работи на тоа. Кога денес би се проектирал овој автопат, сигурно би се пристапило поинаку и би се нашле поинакви решенија за одредени проблеми кои сега се јавуваат. По делот на железницата Николовски најавува дека главен приоритет ќе биде модернизацијата на пругата долж коридорот 10. Токму овој патен правец е клучен за да ја врати Македонија на мапата на брзиот железнички транспорт. Србија, на пример, на големо работи на изградба на брза пруга од Белград до Ниш, а преговара и за делницата Ниш-македонска граница. Предвидено е возовите да возат со брзина од 160 км на час.